Поставен камен темелник на објектот Garden Inn Residence, кој ќе се гради во општина Ѓорче Петров. Станува збор за модерен стамбен комплекс на инвеститорот Biz Oil. Овој комплекс се простира на површина од 22.000 метри квадратни и ќе содржи 130 станови, 24 дуплекси и вили кои, како што истакна инвеститорот Имер Селмани, представуваат пример дека може зеленилото и урбаното да се направат заедно. Станува збор за високоенергетски објект кој има поставено нов стандард. На покривот наместо кров ќе има зелена градина. Инвеститорот Селмани пред присутните го истакна новитетот кој го воведуваат. Во становите ќе биде обезбедено грејење и ладење, а преку мобилен телефон ќе може да се провери температурата во домот. Целата инвестиција на комплексот изнесува 10 милиони евра. Секој има свој сон и тој сон еден ден сака во животот да го реализира. И затоа ние го одбравме и нашето мото. Мотото на Garden Inn Residence е твојот сон, твојот дом. Буквално со нашата идеја и визија, со квалитетот на градбата, со материјалите кои што внатре ќе бидат и надвор инвестирани, сакаме секој сон на секој иден станар на Garden Inn Residence да го направиме вистински дом. На почетокот на градбата присуствуваше и градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски, кој пред присутните ја истакна подготвеноста на општинската администрација во поглед на проектите и плановите на објектот. Со оваа инвестиција покажавме дека имаме административен капацитет да подготвуваме и спроведуваме големи и значајни проекти од регионален и државен карактер, заедно со владата. Ова особено се однесува на искористување на потенцијалот кој го имаме како општина во делот на градежно неизградено земјиште во непосредна близина на Скопската обиколница, која е дел од Европскиот коридор 8, за изградба на индустријски развојни зони, деловно административни комплекси, социјални и здравствени установи, како и во секторот на домување за реализација на проектот Дом за млади брачни парови. Наумовски рече дека општина Ѓорче Петров има потенцијал за развој на инвестиции како во јавниот, така и во приватниот сектор. За таа цел се подготвуваат повеќе развојни проекти за финансирање од програми на владата на Република Македонија, Европската унија и други меѓународни фондови, но и со примена на модели на јавно-приватно партнерство во делот на изградба и модернизација на училишта, детски градинки, проширување на улици и патишта, проширување на водоводна и канализациона мрежа, модернизација на улично осветлување и други развојни проекти.